Добар ден, почитувани! Стартува најновата епизода на магазинот за родителство 0 плюс месеци на телевизија Телма. Ноќното мокрење е еден од најчестите проблеми во детството и меѓу најстресните искуства, односно нарушувања за детето. Родителите обично кријат дека нивното дете неволно мокри во кревет навечер и се обидуваат проблемот да го решат во семејството, но потребна е брза и навремена соодветна стручна помош. Токму за ноќното мокрење денес разговараме со професор доктор Дафина Кузмановска, детски нефролог. Разговорот ќе го проследите по рекламниот блок, затоа останете на Телма. Во денешниот магазин за родителство 0 плюс месеци зборуваме за ноќното мокрење кај децата. Зошто е потребно навремено да се побара стручна помош и дали таа ќе помогне во надминувањето на бројните здравствени, но и психолошки последици кај децата од овој голем стресен настан. Професор доктор Дафина Кузмановска, детски нефролог, е гостинка во студиото на Телма. Професорке, добар ден. Добар ден. Добре дојдовте во студиото на Телма. Добро најдов. На која возраст треба да се започне со одвикнување од пелени и ставање на детето на нокширче? Кога детето е во состојба да каже дека му се мочка? Па вака, контролата на мокрењето е важно достигнување развојно и социјално кај децата. И тоа се случува некаде помеѓу 2 и 3 година. Иначе ние знаеме во доеначката возраст децата мочат во пелените. Тука не е вклучен големиот мозок, значи се полни мочниот меур и со спинален рефлукс, кога ќе го надмине капацитетот, се празни. Значи, без вклучување на повисоките центри. Како што детето матурира, се развива, доаѓа до развој на овие центри, значи, самата контрола на мокрење, тоа е многу комплексен механизам, во кој што учествуваат повеќе центри, во големиот мозок, продолжениот мозок, орбитниот мозок, а и самиот мочен меур. Значи, додека тоа созре, потребно е време да се координира работата меѓу овие центри. Тоа се случува некаде од меѓу втората и трета година. Многу малку деца научуваат дневна контрола на мокрење, значи дење да контролираат мокрење пред втората година. А на 2 години негде околу 25% од децата веќе контролираат мокрење во тек на денот. А на 3 години тоа е практично усвоена задача веќе кај 98% од децата. Сега ноќното мокрење не оди со таква динамика. Да кажеме, на 2 години само 10% од децата можат да го контролираат ноќното мокрење. Значи во тек на ноќта да не се мократ во кревет. На 3 години 78%, но се уште останува над 20% деца кои се уште мократ во кревет. На 5 години, например, тој процент е 20%. На 7 години негде помеѓу 7 и 10%. На 15 години 1 до 2%. Дури и возрастни. Кај некои возрастни ноќното мокрење е присутен проблем, 1% од нив. Добро, тоа е посебна патологија со која што ние педиатрите и не се сретнуваме. Меѓутоа, ве гледате која динамиката на развојот. И воопшто не е мал процентот, да дури и кај школските деца кои што не успева да воспостават. Па школските деца, рековме, на 7 години 10% од децата. Значи, практично во секој одделение по 2-3 деца мократ. Значи, ако одиме според зачестеноста. Со тоа што кај машките деца овој процес е на созревање е по-спор. Тие доцнат за девојчињата, тие малце подоцна го усвојуваат и дневниот контролата на дневното мокрење и контролата на ноќното мокрење. Така има одреден процент од децата кои што нема да воспостават контрола на ноќното мокрење, но има и група на деца кои што ќе имаат контрола и ненадено ќе се појави проблем. Зошто пак тоа се случува? Така е, значи прво треба да дефинираме од кога е проблемот и вие свативте од ова што кажав дека е тоа нормален развој, така? Меѓутоа може да се смета како проблем ако се јавува кај деца над 5 години. Значи тоа е границата. Значи до 5-та година би требало да се воспостави контрола на ноќното мокрење. Би требало 5-та, 7-та, нема
под индиго во човечкиот, посебно кај децата, во медицината. Но и да речеме до периодот пред да појдат на училиште. До пред да појдат секако треба да се воспостави ноќната контрола. Точно е тоа дека некои деца не успеваат, некои деца и дење мократ, значи во будна состојба, и тоа ние го нарекуваме дневна инконтиненција. Значи таа енуреза може да се јави како примарна од секогаш. Значи се знае дека од секогаш детето не контролира мокрење или одеднаш, како што рековте, да се јави, и во тој случај зборуваме за секундарна енуреза. Тука се причините, секогаш треба да бараме која причина довела до секундарна енуреза. Покрај тоа нешто што е битно, значи енурезата воопшто е еден спектар на заболувања, значи различни форми на енуреза постои, кои што сите тие форми на енуреза можеби се разликуваат не само како настануваат, туку и како ги евалуираме и како ги третираме. Значи, дали е моносимптоматска, треба да видиме, единствен симптом е енурезата, или е немоносимптоматска. Кај немоносимптоматската енуреза присутни се симптоми на дисфункција на долниот уринарен тракт. Кои се тие симптоми релевантни за оваа диагноза? Тоа се зачестено мокрење, например, или многу ретко мокрење, или ургентно мокрење, мора во моментот итност, покажува итност детето, во моментот мора да отиде во тоалет и додека отиде ќе се подмоча, значи подмочување во тек на денот. Тешкоти во праздањето на урина, млазот може да биде испрекинат, или тешкоти во започнување на уринирање. Болка во предел на гениталот, односно во каналите, се тоа симптоми кои укажуваат дека веројатно и други причини се во основа, постои дисфункција на уринарниот систем, долниот уринарен тракт, и тоа е така наречена немоносимптоматска енуреза. Инаку оваа примарна моносимптоматска енуреза, тоа е далеку најчестата енуреза, која што практично повеќето деца имаат и која што е всушност бенигна. А колку време проблемот треба да трае, да перзистира, за да сметате дека детето има проблем со ноќно мокрење? Дали доколку се случи во текот на 4, 5 или 6 месеци детето еднаш или два пати неволно да измокри, да се измочка во креветот? Ќе поставите таква диагноза? Па гледајте, секогаш индивидуално проценуваме. Значи, имајќи во предвид дека всушност не станува збор за болест, туку за едно развојно успорување на функцијата контрола на мокрење. Значи, не е тоа болест. Секогаш поставуваме индивидуално. Прашањето е сега, дали детето тоа го доживува како проблем или не го доживува како проблем. Воглавно, како проблем го доживува тогаш кога ќе се судри со социјалниот притисок во училиште од другарчињата, значи негде 6-7 година. Пред тоа повеќето деца не обрнуваат внимание на тоа, но не сите. И тука треба дискриминација да се направи. Слично нешто и со семејството. Некои семејства го прифаќаат ко нормално, доаѓаат и кај помало дете, и на 4-5 години ќе дојдат и бараат решение. Кога ќе им објасниме дека всушност не е болест, туку развојно успорување на таа функција на контрола на мокрењето, некои од нив се сложуваат и се повлекуваат и немаат потреба од третман, не го доживуваат како проблем. Така да индивидуално е, дали ќе го, инаку според упатствата, ние можеме веќе да лекуваме и треба да лекуваме дете кое што е девојче над 5 годишна возраст, а машки деца над 6 години. Реков затоа што машките доцнат со овие контроли на мокрење, значи со развојот на овие функции. Така да... Дали од дете до дете постои разлика во однос на зачестеноста со која што ќе мочкаат во кревет? Постои како не. Некои деца мократ еднаш месечно или два пати месечно или два пати неделно. Некои мочат секоја вечер, некои мочат и по повеќе пати во тек на ноќта. Значи тоа е многу различно. И се разбира дека не ги третираме на ист начин.
таквите деца се разбира дека полесни енурези, полесни типови на енуреза се тие каде што е ретко измокрувањето и тие подобро одговараат, и подобро одговараат на третман, отколку овие кои што имаат, значи не е толку индикатор колку често мокри, колку што е индикатор дали има симптоми, дали е моносимптоматска или не моносимптоматска енурезата, дали е примарна или секундарна. Оти ако зборуваме за примарна моносимптоматска, се знае зошто настанува. Заради длабокиот сон, значи кој е механизмот на настанување? Тие деца спијат длабоко и имаат висок праг на будење. Значи, кога е полмочниот меур во тек на ноќта, овие деца не се будат. Не реагира центарот за будење. Значи, тоа е и тоа е присутно, многу длабоко спијат и тоа е присутно кај 100%, кај сите деца со ноќно мокрење. Сега, плюс кај 2/3 од децата, покрај ова, постои и недостаточност на циркадијалниот ритам, ние велиме, на антидиуретскиот хормон. Значи, тоа е хормон кој што го лачи задната хипофиза и кој што доведува до тоа во тек на ноќта да се ресорбира слободната вода од тубулите и каналите, собирните канали, и како резултат на тоа, возрастните, например, или децата кои воспоставиле контрола на мокрење ноќе, како резултат на тоа се создава многу помалце мочка отколку овие деца кои што мократ во кревет. Те имаат ноќна полиурија. Значи се создава поголема количина на урина кај нив во текот на ноќта. За 50% треба да е помала таа количина во споредба со дневната количина на мочка. Тоа е нормално. Меѓутоа, ако овие деца, бидејќи е незрела и дури хипофизата и тој циркадијален ритам не е добро воспоставен и тоа е незрелост, значи настанува големо лачење на урина, имаме ноќна полиурија. И таа ноќна полиурија го оптеретува мочниот меур, го надминува капацитетот на мочниот меур и ќе се помоч. И уште, кај третина од децата, кај 30%, значи ова може во комбинација да постои. Сите се спанковци, 80% имаат ноќна полиурија и уште кај 30% се сретнува, ние велиме, мал капацитет на мочниот меур во тек на ноќта. Всушност, неинхибирани контракции се создаваат во тек на ноќта и тоа доведува до мал капацитет на мочниот меур во тек на ноќта. Значи не може мочниот меур поголема количина да издржи. Не може поголема количина и во комбинација овие фактори доведуваат до измакрување. Се разбира дека тука генетиката игра важна улога. Каков е генетскиот фактор, професор Кеве? Ако еден од родителите го имал тој проблем, каква е шансата нивното дете да го има? Важна е генетика, всушност настанува со... Што ако 20 родители се соочиле со ноќно мокрење во детството? Да. Големи се шансите нивното дете да... Да, секако дека влијаат генетските фактори, а и фактори на околина, меѓутоа генетските познато е. Дури се знаат и кои хромозоми, локусите на кои хромозоми се поврзуваат со ноќно мокрење. Значи, доколку мајката мокрела, 23% од незините деца ќе имаат ноќно мокрење. Ако таткото мокрел, 39%. Ако двајцата мокреле, 77%. Охо, тоа навистина голем процент, голема веројатност. Тоа фамилиарна предиспозиција, како и за други некои болести. Значи, генетиката си има важна улога, но не е само генетика, значи има и други фактори кои... Некои родители велат дека нивното дете почело да мокри ненадејно навечер по преживеан стрес. Да речеме нов член во семејството или пак... Тоа е секундарна енуреза. Тоа е секундарна. Тоа е секундарна енуреза и како причина за секундарна енуреза може да биде стрес, психолошки стрес, точно е тоа. Развод во семејство, дури велат децава, и тоа треба да се обрне внимание, кои што имаат, кои што злоупотребени се сексуално, еден од симптомите може да биде енуреза, психолошки фактор, значи има влијание. Порано во минатото така и се објаснуваше енурезата како психолошка, значи не се знае овие механизми. Се сметаше дека всушност настанува дека е тоа заради психолошки разлози, регресија на пациентот, регресија на ниво на утерус, топло, влажно, мрачно. Тоа е фројдовска
да речеме, интерпретација, денес се знае дека не е така. Значи, секундарна енуреза може од стрес, но треба се мисли и на органски заболувања, пред се оние заболувања кои што одат со полиурија, велиме. Со големо излачување на урина. Со голема количина на урина, мочање. А тоа е диабетот на прво место, шеќерната болест. Многу ретко водениот диабет, инсипиден диабет и нешто што не е така ретко, хронична бубрежна инсуфициенција, значи болести кои што одат со пореметување на концентрацијната способност на бубрегот. Но тогаш децата, ако имаат ваков проблем со бубрезите, ќе мократ само навечер или ќе го имаат проблемот и во текот на денот? Они во текот на денот исто често мочат, но тоа никој не го забележува. А во тек на ноќта... Тоа е веќе видливо. Да, видливо е. Инфекции исто така може да го дестабилизираат ноќниот меур привремено. Како циститис? Цистити, чести цистити, хронични да речеме цистити и повторувачки инфекции, они го инфламираат мочниот меур и може заради тоа да настане транзиторна нестабилност, да го направат транзиторно нестабилен мочен меур, хиперактивен, да му го смалат капацитетот и како резултат на тоа ќе настане, може да настане ноќна енуреза, најчесто и дневна енуреза настанува во тој момент. Иначе, воопшто, дополнителни фактори кои што ја влошуваат обичната моносимптоматска енуреза, значи која што од секогаш нели постои, доколку има обстипација, да кажем. Доколку детето всушност не ги празни редовно црева, не ги прави обстипација. Тоа е важен момент. Запек, што би се рекло. Запек е важен момент. Прво заради локацијата, значи дебелото црево е сместено позади мочен меур и со притисокот го дестабилизира мочниот меур, тоа е еден момент. А друг момент е што прашање, значи истите мускули кои што учествуваат во регулација, контрола на дебелото црево се вклучени и во контролата на мокрењето. И доколку дојде до некоја дисфункција, често пати тоа е заедничка дисфункција, дури има термин дистален елиминационен синдром, во кој што опфаќа проблем и дебелото црево и мокрењето. Значи, проблем со излачувањето на урина на погрешен начин, јас велам. Инаку од другите фактори кои што исто можат да ја влошат и моносимптоматската енуреза, нешто што се пропушта, хипертрофирани тонзили. Значи, деца, аденоиди, деца кои што имаат аденоиди, хрчат, некои од нив имаат слип апнеа, тие кај нив доаѓа до зголемално излачување на натриуретски пептид кој доведува до полиурија. Значи, заради таа причина они создаваат повеќе мочка во тек на ноќта. А голем дел од децата имаат всушност проблем со крениците. Без да го решите, тој проблем не може да ја решите. Значи, прво се оди на тие додатни фактори кои влошуваат енуреза или кои се причина за секундарна енуреза, за да можете да го решите проблемот. Кога ќе дојде... Исто така, уште нешто, деца кои што се со успорен раст, психомоторен развој, да речеме ретардација или АДХД, кај нив е успорување на развојот на централниот нервен систем и без тоа постои, така да кај нив многу често имаат и моносимптоматска енуреза, матурацијата е забавена. Успорена. Професорке, кога ќе дојде кај вас едно дете со ваков проблем, од каде започнуваат испитувањата? Најкласично, темелите на секоја клиничка диагноза се прво доброземена историја на болеста и добар физикален преглед. Значи, родителите детално допишат што се случувало, од тука се започнува? Ние ги прашуваме, значи, фокусирано ги прашуваме, да, од кога датира. Ние ќе се ориентираме според податоците кои што ќе ни ги дадат родителите, дали станува збор за примарна или секундарна, односно дали од секогаш детето мокри или имало сув период од минимум 6 месеци, па можеме да зборуваме за секундарна енуреза. Ги прашуваме дали се присутни знаци
за немоносимптоматска енуреза, нели, оние кои што ги спомнав, особено дневна енуреза. Често пати родителите не се ни свесни дека детето може би има и дневно подмочување. 25% од децата со ноќна енуреза истовремено имаат и дневни проблеми. Ги прашуваме дали има обстипација, значи запек, капс. Тоа е битно нешто што треба да го прашаме. Прашуваме и за фамилиарната оптеретеност, значи дали родителите кога биле деца го имале проблемот. Значи такви прашања нас ке ни овозможат да веќе со анамнезата, со историјата да го диференцираме за кој тип на енуреза станува збор, дали е тоа примарна, дали е секундарна, дали е моносимптоматска, дали е немоносимптоматска. Наредно што правиме е преглед, се разбира преглед. Во овие случаи треба да обрнеме внимание на надворешниот генитал, дали тука нешто има абнормалности и особено да обрнеме внимание на, ние велиме, лумбосакралниот трбет. На задниот дел од грбот, во долниот дел, дали има нешто што може би ќе не упати дека кај тоа дете има некој невролошки дефицит. Тоа е најчесто како длабнување, хипертрихоза, значи влакна, на некој ден има блакнест дел, или само пигментација, нешто што ќе не упати дека можеби во позадина е спинална дизрафија и дека тоа можеби е поврзано со мокрењето. Друго, обрнуваме внимание и за откривање на скриен невролошки дефицит, рефлексите на долните екстремитети, каков е одот. Сето тоа ќе не упати, дали може би станува збор. Па и, ако сакате, и со преглед на абдоменот, ќе се напипа маса, доколку е ретентен мочниот меур или доколку е ретентно дебелото црево. И тоа ќе се ориентираме. И наредниот преглед е потоа урина. Со урината, обична урина, најобична урина. Добро е да е утринска. Зошто да е утринска? Затоа што утринската урина е практично по период на жедување и тука ќе видиме каква е концентрационата способност. Ако таа урина е со добра специфична тежина, значи не станува збор за бубрежно заболување кое што би дало полиурија. Така го исклучуваме тоа. Значи доколку е намалена концентрацијата, тогаш има често мокрење. Ако наутро, значи има ниска специфична тежина, а не пиело вода, тоа може да ни укаже дека тоа дете има болест каде е нарушена концентрационата способност на бубрезите, не може да концентрира. Не може да дилуира, не може да концентрира и резултат е мокри по 4-5 литри, да кажеме. И ние тоа многу лесно ќе го исклучиме ако земеме утринска урина и се покаже дека утринската урина е со висока специфична тежина или ќе го прашаме родителот каква е урината наутро по боја. Дали е светло жолта или темна. Ако е темна, тоа укажува дека е концентриран. Добре. Да. Со преглед на урина ќе видиме дали има шекер во урината, значи дали има гликозурија. Ако нема гликозурија, значи не станува збор за шекерна болест. Веднаш ќе исклучиме. Значи со преглед на обична урина многу одговори ќе добиете. Па ќе добиеме повеќе одговори и воглавно дури не е потребно кај децата со моносимптоматска примарна енуреза, доволно се добра анамнеза, физикален преглед и преглед на урина и тоа веќе може да почне да го лекуваат лекарите во примарната заштита, педиатрите. Во примарната заштита не може да се очекува сите деца со ноќно мокрење да отидат на клиника во специјализиран центар. Таму се упатуваат само децата кои што имаат и дневни симптоми, значи немоносимптоматска енуреза. Каде што е покомплексен проблемот. Покомплексен проблем. И органска позадина. Да, секундарна, ако не реагира на терапија. Иначе примарниот педијатар комотно може да си ја почне терапијата за примарна моносимптоматска енуреза без да прави дополнителни испитувања. Сега, ако има други симптоми, ако е мокрењето комбинирано и со дневна енуреза, ноќното мокрење, во тој случај правиме повеќе испитувања. Значи, правиме нешто што
треба да направат и лекарите во примерна заштита, што пропуштив да кажам, е и карта на мокрење, дневник на мокрење. Да, тоа ми беше следното прашање, професорке, само да ги поканиме гледачите, доколку сака да се вклучат во денешната емисија, во денешниот магазин за родителство 0+ месеци на телевизија Телма, ќе имаат можност од овој момент. Телефонскиот број ќе биде испишан на екранот. Професор доктор Дафина Кузмановска, детски нефролог, која што работи во ремедика и во плодност во битола, е гостинка во студиото на Телма и таа ќе ги даде сите појаснувања за овој сложен проблем, како што веќе можевте да сватите. Дојдовме до она што се нарекува дневник на мокрење. Споминавте дека и матичниот педијатар може да ги насочи родителите да го направат. Во што се состои всушност овој дневник? Па вака, што се следи, каков ритам е потребно да две работи може. Значи, ако е само ноќно мокрење, она што ќе ни помогне, ако е исклучиво ноќно, нема дење мокрење, дневникот ќе ни помогне да видиме дали е присутна ноќна полиурија. Значи, дали има зголемено создавање на мочка во тек на ноќта. Како тоа родителите ќе може да го измерат? Како родителите? Многу лесно. Значи, со мерење на пелената, мокра, прво се мери сува пелена, потоа мокра пелена на која се додава првата утринска урина. И тоа е количината на мочка која се создала во тек на ноќта. Значи да видиме дали е присутна ноќна полиурија. Тоа е еден момент. Ако има дневни знаци, па дури родителите и да не се свесни за овие симптоми, ќе ни помогне дневник во тек на денот, во кој што ние бележиме сите мокрења. Добро. Значи по број, нормално знаеме децата мократ на 5-6 години мократ 5, 6, 7 пати, до 7 пати, толку. Се што еднато тоа е проблематично? Па сега, ако биде 8, а пиел многу вода, нема да виде. Меѓутоа, ако биде 15-20 пати, секако е многу и нас ни покажува многу работи за мочниот меур, зборува за мочниот меур на тоа дете. И не само тоа, и капацитетот, они го мерат и волуменот. Значи, колку измокриле? Колку измокриле, со мензура. Во овие што ги користиме во кујна, мензурите, таква мензура, ќе мерат количински колку измочало и ние потоа во зависност од бројот на мокрење гледаме дали е зголемен бројот на мокрење или е намален, дали е функционалниот капацитет на мочниот меур нормален, го споредуваме според очекуваниот капацитет за возраста, кој се пресметува според формула, не е тоа проблем. Покрај тоа се бележи дали има инциденти, дали има дневно подмочување, дали прави маневри со кои што спречува, маневри со кои што детето ќе добие нагон за мокрење, за да не се измокри, ќе спрекрсти нозе, ќе клекне, дали се присутни такви маневри, дали има итност, ургентно мокрење. Сето тоа се забележува во тек на денот, доколку се јавува, се забележува дали имало столица и каква е столицата, и во една колона се пишува пиењето, да видиме да не се прави тука грешка. Значи во толку и толку часот испило толку и толку вода, да кажеме. Понатаму пиело, што и да пиело, треба да се регистрира и ние на овој начин се ориентираме, јас велам, правиме авионско снимање. Значи, не можеме ние прецизно на овој начин да кажеме како функционира мочниот меур. Прецизна диагностика е можна ако се прави уродинамик, но на овој начин ние така од високо се ориентираме како работи мочниот меур, како работи дебелото црево, дали се присутни вакви симптоми кај дете, макар и со примарна моносимптоматска енуреза, а особено кај деца кои што имаат и дневни проблеми. Колку време се води ваков дневник? Минимум 3 дена, ако е повеќе уште поарно. Ќе биде порелевантни сите тие параметри кои што ќе ги добиеме. Елиминациониот дневник по правило треба и 10 дена да се води, но тоа ретко го правиме, бидејќи истоштувачко и за родителите. Не е тоа така едноставно, вие 3 дена треба да соберете 3 дена. Секоја урина треба всушност да се собере. Тоа не е едноставно. Значи, обично тоа го прават родителите сабота, недела и едно попладне, за да не губи училиште детето, така да 3 дена. Ете, доволно. Сега врз основа на сите испитувања ќе добиете одговор што стои во позадина за проблемот и се пристапува кон одредена терапија. Но дали секогаш се дава терапија? Дали можеби со промена
начинот на исхрана и на примање на течностите, може да се реши проблемот. Некои родители навечер, односно пред спиење на децата, не им даваат течност, потоа ги будат неколку пати во текот на ноќта да се измократ, за да нема потоа несакани инциденти во креветот, во постелнината. Дали ова дава добар резултат? Па гледајте, и тоа е индивидуално е. Значи ние секогаш проценуваме семејството, колку е тоа вољно. Прво, значи дали е детерминирано, дали сака да почне третман, кој што морам да кажам дека долго трае. Повеќе месеци трае, често пати е со неуспех поврзан, па накнадно успехот ќе дојде или релапси се јавуваат. Значи, прво е мотивираноста на родителите, а од друга страна мотивираноста и зрелоста на детето да прифати третман, затоа што и детето учествува во третман, колку е тоа зрело, одговорноста да ја прифати. За да постигнеме ова вие што рековте, ние прво ги едуцираме родителите. Значи, им објаснуваме, ова баш што ви објаснив, во врска со примарната моносимптоматска енуреза, зошто ова не е болест и кои се механизмите кои допринесуваат, за да може да разберат што треба од уротерапевтските мерки да прават. Тоа е првата терапија, нели, уротерапевтски мерки. Ова вие што рековте, течности, но вие не може на детето да му браните течности, не смеете да го дехидрират. Значи, ние ќе му препорачаме на родителот да направи редистрибуција на течностите. Значи, он не смее да дехидрира. Во тек на денот, он треба да си ги прими течностите кои што се неопходни за организмот. 40%, околу 40%, треба да ги прими во предпладнето, 40% раното попладне, а околу 20% во вечерните часови. Значи, како што доаѓа вечерните часови, се намалува течностите, се дава лесен оброк, кој што не е многу солен, не е многу сладок, кој што не влече многу вода, и задолжително пред легнување да се измокри детето, да оди со празна бешика. Тоа е она што ние ги советуваме родителите. Друго што советуваме? Советуваме не треба да примаат пијалоци или храна кои доведуваат до надразба на мочниот меур. Све што содржи кофеин. Не е диуретик, го дестабилизираат кофеин. Значи, делуваат надразително, ќе му го намали капацитетот. Газираните пијалоци често пати содржат. Пред се Кока-кола. Децата добар дел од деца се зависници од Кока-кола. Значи, тоа никако кај ваквите деца, па и чоколадо. И чоколадо има кофеин. Така. Значи, пред се кофеинот. Тоа се брани, а и газирани, и многу лута храна. Значи, практично здрава храна треба да прима. Кока-кола сигурно не спаѓа во здрава храна од детската возраст, па никај возрастни. Тоа е она што ги советуваме родителите. Мораме да го вклучиме и детето. Детето треба да го мотивираме. Значи, ова е едукација и мотивација на детето. Мотивација на детето како постигнуваме? Така што води дневник во кој што наутро ќе ги забележува, и тоа лично детето, заедно со родителите, како поминала ноќта. Дали била влажна или сува ноќ. Со облаче, ако се измокрило, со сонце, ако било суво детето. И ова да се поврзе со родителите, со давање на одредени поклончиња сега. Нешто што му е битно на детето. Не мора да е скапо, но нешто што детето го сака. И тоа обично велиме еднаш неделно. Како награда? Како награда. Па мора награда, без награда како? Мора стимулација и возрастните, а камоли децата. Професор, ке обично родителите ги караат децата кога ќе се измокраат во кревет? Зошто да ги караат? Еве, свативте и вие дека тоа децата го прават во неволно, во сон, значи немаат влијание на ноќното мокрење. Не се они криви. Поради и стресот што го доживуваат и родителите, сега претпоставувам, нели, треба да ги родителите перат доживуваат стрес и некои од родителите не умеат да го водат тој стрес, да го менаџерираат. Добар дел од родителите доаѓаат полни со бес, со напад на децата, вербален, дури велат и физички некои се расправаат со своите деца, што е апсолутно недозволено.
дозволено. Децата и без тоа чувствуваат тоа ноќно мокрење делува на нивната самодоверба, на нивното чувство за самоценење и уште родителите да ги притиснат. Значи апсолутно не се дозволува никаков притисок на децата, напротив, тие не се криви. Затоа велам, награда, никако казнување, само награда може да помогне и тука... Значи да се награди секоја сува ноќ. Не само сува ноќ. Сува ноќ е целта, ама тоа е далечна цел. Кооперацијата на детето соработката да се награди. Например, ако се придржува на режимот на пиење, ако оди навечер пред легнување да се измокри, треба и тоа да се награди. Значи тоа ќе вроди со успех, а секако дека казна нема да вроди. И сега само со овие мерки, еве во тек на 3-4 месеци ако ги спроведуваат родителите, негде 20% од децата ќе прекинат да мочат. Сега кај другите нема да може и ќе треба активна терапија. А што е со оној аларм за ноќно мокрење? Алармот е активна терапија, значи тоа е веќе активна терапија. Активна е. Како се применува тој аларм и дали го има кај нас? Па кај нас ја не знам дали го има, мислам дека го нема, иако некои родители покажуваат некои телефони, аптеки кои им го набавуваат, во главном од странство го набавуваат алармот и за среќа сега веќе и не е толку скап. Значи преку интернет го набавуваат или во Грција го набавуваат. Мислам дека може да си дозволат семејства. Јас не знам цената, али меѓу 50 и 100 евра е, да кажеме, алармен систем. Секаде се тврди дека алармот треба прво да се пред медикаментозната терапија, сега не за сите деца. Овие што се со ноќна полиурија, нели кај што меревме, тие се за дезмопресин. Тоа е всушност лек со кој што ќе се намали количината на урина што се излачува навечер. Да, тој лек се користи во прва линија. Во прва линија од активнава терапија се користи дезмопресин и се користи алармен систем. Алармиот систем нема никакви нус ефекти. Значи тука нема хемија. Всушност се става детекторот во гакичките на детето и во допир со мочката звук дава. И тој звук е многу гласен. И почнува да вика алармот, детето би требало да се разбуди. И покрај тоа што е длабок, во длабок сон и длабоко спие. Во почеток не успеваат да се разбудат. Толку длабоко значи спијат. Да, многу длабоко, сите други ќе се разбудат. Значи мајката, родителите треба да дојдат и да му помогнат да го разбудат. Бидејќи мокрењето се случува во будна состојба, да го разбудат комплетно, да отиде во тоалет, да се измоча, да се врати, самото дете да го повторно вклучи, да ги смени вешот, самото дете активно, будно, и да повторно да го уклучи алармот. Значи, ова е тешка задача и за родителите, и за детето, и бара одредена зрелост на детето, и бара упорност, посветеност со страна на родителите. Обично колку време е потребно за да има 3-4 месеци, најмалку, 3-4 месеци, 16 недели тестирање. Значи, тоа треба да се издржи, бидејќи наредниот ден треба да одат на работа родителите. Но тоа е начин на кој што всушност условен рефлекс создаваме. Значи, алармот сакаме да направиме врска меѓу полниот мочен меур и центарот за будење. Алармот токму тоа го стимулира. Значи, условен рефлекс. И она што е битно, после, ако успееме, кај 70% се успева со алармен систем, помал е бројот на релапси споредено со терапијата со дезмопресин. Дезмопресинот, рековме, дезмопресинот е всушност синтетски аналог на оној антидиуретски хормон кој претходно го спомнав. Значи, делува на тубулите и на собирните канали на слободната вода, ја ресорбира. И на тој начин доаѓа да не се создава многу мочка во тек на ноќта, нема што да моча детето. Така, она што фали. Затоа велам, кај децата со ноќна полиурија, дезмопресинот е прв избор. Може тоа долго време да се зема како терапија? Дезмопресинот се зема 6 месеци, толку е протоколот. А по тие 6 месеци, кога повторно ќе почне да се излачува урината во истата количина, како претходно? Многу пред тоа децата покажуваат, значи уж веќе последен месец или после неколку недели ние знаеме дали реагира на дезмопресин или не. Значи може да не реагира? Може, значи 70% реагираат. Тие кај кои што има ноќна полиурија. Сега,
тие што реагира треба да се издржи терапијата да се дава 6 месеци и кога ќе се прекинува постепено да се прекинува, можно е рецидиви после тоа. Значи и со било која терапија и со алармниот систем можно е рецидиви по прекинување. Со дезмопресинот кога ќе прекинеме ризикот за рецидиви е поголем. И обично меѓутоа кај добар дел од деца и одговараат на терапија и ние на таквите деца обично бидејќи дезмопресинот го даваме таму кај што бараме брза акција, брзо дејство. За алармниот систем не треба повеќе време. Значи деца кои што планираат да одат со школото, со другарите на одмор, на тренинг, надвор да спијат, за нив е прв избор дезмопресинот. Да, бидејќи ноќното мокрење во тој случај би представувал на вистина сериозен проблем и овие деца често пати не одат со своите соученици на вакви настани. Тоа е страшен проблем. Они секундарно сега се одразува, не велам примарно на психата како што веле Фројд, меѓутоа секундарно ноќното мокрење како феномен он влијае на психата на детето. Колку е поголемо детето, колку повеќе има осуда од своја социјална осуда од своите врсници, толку е поголемо, па и од самата емотивен профил на детето, и тоа сигурно влијае, меѓутоа тоа е рофити структури се децата. Значи многу помали нокси може да ги оштетат, а камоли да се измоча пред другарите, тоа е големо понижување за тоа дете и тоа не треба да се дозволи. Значи, заради таа причина, деца кои што се 6-7 години треба да се јават за лекување. Некои од активните сега, тие се лекови во прва линија. Родителите се плашат, докторки, од лековите. Имаат ли последици некакви по нивното здравје, по детското здравје? Не, нема, ако се придржуваат на она што ние им го препорачуваме. Дезмопресинот, што е опасноста од дезмопресинот, доколку продолжат да пијат вода, односно течност, односно храна која што содржи вода, овошје, зеленчук, од кога ќе го испијат дезмопресинот. Значи тука е многу строго. Се задржи во организмот, тогаш таа вода нема може да се испрли. Гледайте, вода од една страна внесуваат вода, а од друга страна дезмопресинот ја држи водата внатре и во тој случај може да дојде до разредување на натриумот во крвта, хипонатремија, и тоа би било опасно за детето и ние секогаш ги на родителите им препорачуваме предпазливост голема и тоа тие да ја вршат контролата, не да остават на детето. Значи 1 сат пред дезмопресинот и од кога ќе го испијат строго се забранува течност, инаку нема други носефекти, никакви други носефекти нема. Алармниот систем секако дека нема нормално не сте никаков проблем. Сега има и други лекови што се даваат, па сега се даваат понекогаш и антидепресиви. Од она што можев да прочитам. Па гледајте, се дава кај оние што мочат често во тек на ноќта, повеќе пати. Кај нив веројатно е нестабилност на мочниот меур, кај нив во комбинација со дезмопресин се дава и антихолинергичен лек, дитропан. Тоа е лек за да се олабави, да се зголеми капацитетот на мочниот. Така, да се зголеми капацитетот, то комбинирана терапија. Ова за циклични антидепресиви, точно е тоа, историски гледано, тоа беа првите лекови кои се дава. Имаше период во кој што немаше дезмопресин, децата ги лекувавме со еупрамин, имипрамин, тоа се циклични антидепресиви. И тие делуваат. Делуваат и на мочниот меур, и го зголемуваат капацитетот, и на центарот за будење, на некои центри во мозокот. Меѓутоа, тука се покажа на големи серии, пред се во Соединетите Американски држави, дека има токсични ефекти, може да има, дека е близок прагот терапевтски до токсичниот праг и можни се акцидентални трујања дури со смртен исход. И после тоа се прекина. Значи, цикличните антидепресиви, имипраминот единствен доаѓа во предвид за примена кај деца, може да се користи, ама како лек од втора линија. Значи, таму кај што нема да успееме со аларм, нема да успееме со дезмопресин, нема да успееме со комбинирана терапија, таму може да се проба контролирано со имипрамин. Односно. Значи, има начини да се реши проблемот. 100% гаранција предпоставам дека не постои, дека
детето ќе престане да мокри навечер, но секако треба навремено да се проба да се реши проблемот. Па 100% гаранција нема за ништо човек во животот. Така? Ова го споменав бидејќи прочитав некои истражувања во регионот. Родителите велат само иницијативно ретко пријавуваат дека нивното дете има проблем со ноќното мокрење. Што говори вашето искуство? Дали тоа се менува? Па да, како и кај нас ја знаете како. Кај нас секоја болест, тоа е, сега морам така да се изразам, нашиот примитивен менталитет. Ние криеме болест. Значи, посебно хронична болест, после некоја болест која што стигма представува, значи, тоа е нашето воспитување, тоа е нашиот менталитет. Сакаме да го скриеме во кругот на семејството. Мислам дека тоа е една од причините. Но свесноста се менува постепено? Па, јас мислам дека, меѓу другото, и овие емисии, вие што ги правите, практично вие правите здравствено просветување на народот. Тоа е целта на овие емисии. Така, треба да ги прошириме видиците кога станува збор за здравието. Телевизија и сега на интернет, здравствено просветување на народот би требало уште во училиште да оди. Така, значи, по моје мислење, во нашиот образовен систем фали предмет здравје, во кој што децата многу порано ќе се информираат за различни проблеми на начин кој што е не од, како кажале старите, туку што е точно. Значи, на научно базирано за многу проблеми, па и за ноќното мокрење. За проблемите на исхрана и за други проблеми ќе се информираат во тек на едукативниот процес, како што има во некои други земји. Значи, ја лично мислам дека и тоа здравствено просветување фали во нашата земја. Еве, вие на овој начин го просветувате народот. Значи, нема друг начин, освен со знаење. Значи, треба да им се објасни на родителите, да им се кажат ризиците, да им се каже дека за ноќно мокрење може да се кријат и сериозни болести. Значи, треба да отидат на доктор. Значи, не е се моносимптоматска примарна енуреза, има и други болести кои што ќе се откријат доколку отидат на лекар. И нема друг начин. Тоа е начинот. Само уште, ете моето последно прашање, на која возраст советувате децата да бидат однесени на лекар доколку се јави проблем со ноќно мокрење? Има ли простор кој би можело да се почека да се реши проблемот само од себе? Заради возраст. Веќе на 5 години треба да отидат да се консултираат. Так. И докторот да е тој кој што ќе направи дискриминација за кој тип на енуреза станува збор. Веројатно е дека во примарната заштита прво докторот ќе почне со уротерапевтски мерки, со едукација на родителите, мотивација на детето, а потоа со активните терапии, иако во упатството пишува 5 години за девојчиња и 6 години за машко, ние не работиме така, чекаме малку, 6 години, да дојдат 6 години за девојче и 7 години за машките деца и се разбира индивидуално. Ако представува проблем за детето, ако го оптеретува, ако делува на неговиот селф-естим, на неговиот чувство, да, ќе почнеме и порано. Така. Значи, секој случај е посебен. Професор, ке ви благодарам многу за вашето денешно гостување во магазинот за родителство 0+ месеци, за сите појаснувања поврзани со оваа сложена состојба во детството, која што представува едно од најстресните искуства за детето. Благодарам и на вас. Почитувани, ова беше се во денешната емисија. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Ви посакувам пријатен ден.